Ги има сегде. Ги има у градски парк, ги има во центарот на градот, ги има по населбите. Никој не ги приметува. Никој не обрнува внимание. Сите се зафатени со своите секојдневни човечки активности, престануваме да обрнуваме внимание на нашата околина. Птиците ме научија на некој начин да станам невидлив, ме научија кога и како да се движам, за да можам да им приидам. Тој момент на неизвестност и да бидеш спремен соодветно да реагираш на неочекуваното исто е многу, барем за мене, убав момент. Од секој сум сакал да се движам во природа. Ова фотографирањето на птици е можеби некоја понапреден момент во мојот живот во однос на претходниот пат што го имам поминато е мојата врска со природата. Значи, оној момент кога ќе знаеш за која птица се работи и кои се низините навики и почнеш да приметуваш што се случува, ќе почнеш да приметуваш низиниот начин на однесување, правилности во низиниот начин на однесување и после тоа е едноставно веќе. Од почеток е фрустрирачки, али со тек на време станува се поедноставно. Треба да бидеш спремен да издвоиш многу време за тоа. Треба да бидеш подготвен на детални подготовки. Значи, подготовки не само мислам на опрема, која опрема и како ќе се користи, туку и местоположбата каде ќе се оди да се слика, кои птици можеби ќе ги има таму, светлото какво ќе биде, од која страна доаѓа, позадината, значи бидејќи треба да имаш во глава целиот производ, значи на крајот како ќе изгледа таа фотографија, уште пред да отидеш и да го започнеш самиот процес, да се обидеш да ја направиш таа фотографија. Секој ден станување у 3 сат од Сабајле, идење на локација, местење, чекање со сати додека не помине времето за да се направи фотографијата, повлекување дома и другиот ден повторно од Сабајле. Мора да станеш и ти дел од сцената. Ти стануваш дел од нивниот живот додека се фотографираат птиците. Треба да се вклопиш во нивната средина, да не штрчиш, да не бидеш приметлив, да не ги вознемируваш, тие да се чувствуваат безбедни, за да можеш да ги фатиш моментите на нивниот секојдневен живот. Се хранење, парење, борба за територија и така натаму. Секунди се во прашање. Значи, и нема повторување на сцената. Пропуштена сцена и изгубена сцена за сите времиња. Нема да се повтори. Кај птиците, секоја грешка што ќе направиш е многу јасно воочлива. Македонија има околу 330 видови на птици. Ние ги приметуваме само тие секојдневните, да кажеме, кои што се појават околу нас, некои врапчиња, гулави, али во суштина не обрнуваме внимание на со какво богатство сме обкружени, независно дали се работи за урбана средина или сме излезени негде надвор во дивина. Само потегот градски парк и кеот на Вардар има нешто преку 130 вида различни птици до сега приметени. Македонија има шанси да стане атрактивна точка за снимање на птици, али треба да се создадат услови за тоа, бидејќи во соседните држави имаме такви примери. Имаме цели краеви што живеат од генерално тој тип на туризам. Али кај нас е практично непостоечки. Значи има многу мали убави нешта околу нас, кои заради современиот начин на живот сме заборавиле како да ги приметуваме и да уживаме во нив. Ја верувам дека многу подобро ќе се чувствуваат, почна да обрнува внимание на околината и на тоа што се случува околу нив.